Одлучив да се повлечам од пратеничката функција, а за истото формално правно парламентот ќе го известам во наредните денови. Поранешниот премиер и актуелен пратеник Никола Груевски на социјалните мрежи објави дека самиот ќе си даде оставка за да не дозволи, како што вели, власта да ги прикрива сите своји слабости, криминални неуспеси со лажни информации и тези поврзани со него. Груевски, кој повеќе месеци живее како политички азилант во Унгарија, тврди дека за негово оцрнување владеачката СДСМ потрошила големи пари и други ресурси, а во функција биле ставени и огромен број новинари и аналитичари кои требало да шират лажна пропаганда против него и против партијата, во страф од повторно враќање на власт на ВМРО-ДПМНЕ. Последната тема за која не штедат пари да прават лажна пропаганда и против мене и против ВМРО-ДПМНЕ е лагата дека како корисник на политички азил, а заради политички прогон, издаден од земја членка на Европската Унија и НАТО, заради прогон токму од нив како владеачка партија, која испорачува пресуди преку контролираното судство и обвинителство, сум бил неоправдано одсутен во последните 6 месеци. Вели дека обсесијата со неговиот лик и дело ја натерало власта на брзина и хистерично да менува закони деловник за работа на парламентот и вообичаената пракса на работа во парламентот, само за да ги задоволат своите лични фрустрации и комплекси, но истовремено со лажна пропаганда да ги зацкриваат своите катастрофални и ненародни политики. Истакнува дека според Универзалната декларација за човекови права на Обединетите нации, но и според македонскиот устав, не може легално да му биде одземен мандатот, но за да не ги изложува понатаму на притисоци Матичната партија и колегите пратеници, донел одлука да се повлече од собранието. За мандатот на Груевски собранието требаше да одлучува на 10 јуни, откако Комисијата за мандатно-имунитетни прашања даде таква препорака, со образложение дека 6 месеци отсуствувал од работата во парламентот. Членовите на Комисијата од ВМРО-ДПМНЕ не се изјаснија за предлогот ниту гласа за дневниот ред на седницата, а одлуката беше донесена со гласовите на пратениците од владеачкото мнозинство.